Аналитичари поврзуваат со изборите. Има ли врска изјавата на Чавушоглу со изборите? Изјавата апсолутно може да се стави во контекст на предстојниот референдум. Тука нема никакво сомневање. Макар да Турција такви закани упатуваше и порано, меѓутоа, како што видовме, не ги исполни заканите. Јас дури мислам дека и сега не дека се работи за блеф, туку едноставно изјавата е дадена во функција на подигање на тензија, пред референдумска тензија, а се во функција на голема излезност и гласање за уставните реформи. Што е проблемот, Исмет? Зошто Европската унија се уште не ги укинува визите за Турција? Тоа е дел од договорот што беше постигнат минатата година. Очигледно Турција се придржува до него, ако имаме во предвид дека нема такви бегалски бранови какви што бевме сведоци да гледаме последните 2 години. Видите, тука беше спорни беа повеќе од десетина точки. Една од точките беше помеѓу другото она што дури мислам дека нашите гледачи не го ни знаат и агенциите малку и го објаснуваат. Едно од проблемите е да речеме Кипар, ослободување на луки, на аеродроми, она што се кажува да речеме смртната казна. Така да јас мислам дека Европа не е толку искрена кон Турција, доколку Турција ги исполни бараните, да речеме, точки. Јас мислам дека Европската унија ќе испорача нови и нови. Така да, едноставно, бегалците се во овој момент едно силно оружје на Турција за да влијае на Европската унија и да издействува барем минимум од она што го посакува на конто на оној среќен или несреќен договор, не знам како го наречеме, март минатата година, кога таа прифати да биде клучен играч во решавањето на бегалската криза. Но пак велам дека дури во јуни и Европската унија и да не ги ослободи визите за турските граѓани, јас лично не верувам дека Турција ќе ги оствари заканите и ќе ги отвори вратите за бегалците кон Европа. Едноставно затоа што тоа колку год да од турска страна во овој момент изгледа ригидно, пресе мислам на заканите, познавајќи ја добро Турција, познавајќи го менталитетот на турскиот народ, не верувам дека ќе се осмелат на такво нешто. Исмет, викаш моќно оружје. Има ли некакви проценки колку бегалци има во моментов во Турција и дали се уште доаѓаат од Сирија и од другите кризни жаришта? Тука не е тоа никаква тајна. У Турција има минимум околу 3 милиона бегалци пред од Сирија и од Ирак. И секој ден доаѓаат нови и нови. Турција со право бара од Европската унија да го покрие делот од тие трошоци, а тие се навистина големи, да се сервисира, и да се обслужува толкав број бегалци, потребни се огромни финански средства, според турските извори кои доаѓаат од турската влада, тие досега потрошиле некаде повеќе од 27 милиарди долари. Ако знаеме дека само во првата транша, според договорот помеѓу Европската унија и Турција, Европската унија беше обврзана да даде 3 милиарди евра, турците велат дека досега на адреса, на турска адреса, стигнати се само околу 750 милиони евра, и за кои дополнително тврдат дека се одлеале воглавном во невладините организации и дека турската држава, турскиот буџет, кој, издржувањето на бегалците паѓа пред на турскиот буџет, од тоа Турција нема некоја голема фајда. Исмет, велиш дека
не веруваш дека ќе ги остварат заканите, дека само се обидуваат да издействуваат Европската унија да го почитува својот дел од договорот и да им ги укине визите, дали може да влијае на промена на политиката на Анкара овој референдум што предстои во недела? Очигледно сите анкети му даваат предност на предлогот на Ердоган. Ако се остварат овие прогнози, јасно е дека Турција ќе премине од парламентарен во претседателски систем, а Ердоган на таков начин ќе добие нова дополнителна политичка моќ. Јас не знам зашто толку Европа и светот се потресуваат од една можност, да речеме, Турција да стане земја со претседателски систем. Та едноставно, ако воведе такво нешто, тоа воопшто нема да се разликува од Франција и Ердоган нема да има поголеми овластувања што го има, да речеме, еден Франсуа Оланд. Во Турција дека тој е авторитарен водач и дека може да стане диктатура. 15 години дописник и ги помнам времињата кога во Турција паѓа влади, едноставно не можеа да состават ни неколку месеци. Турција личеше на една Италија од 70-тите, 80-тите години. Значи се сменуваа коалициони влади, слаби влади, кои генерираа слаба економија, така да проценките се дека со воведувањето на претседателскиот систем Турција ќе има една поздрава, појака власт со која ќе може подобро да ја контролира својата економија. А од друга страна, јас навистина не знам зашто толку се спомнува дека, да речеме, сето ова се прави заради Реджеп Тајип Ердоган. Никаде не се вели дека нема да има избори за председател. Тоа е референдумот, доколку значи се изгласаат уставните измени, само дозволува на следни избори некој да победи, помеѓу другото и Ердоган. Така, што значи дека Ердоган, за да стане председател во некој наредни мандат, треба да иде повторно на избори. Немаат ли основа овие обвинувања дека е авторитарен режимот негов и дека може да стане диктатура дополнително? Тука нема никакво сомнение. Дали е авторитарен? Да, тој владее со цврста рака. И тука нема што друго многу да се каже. Меѓутоа, мора да се каже дека уставот, турскиот устав, кој е сега на власт, значи, кој владее, е устав од 1982 година, значи устав што го напишала тогашната војна хунта. И имаше во меѓувреме неколку обиди да се направат уставни измени. Едни од последните измени ги направи владата на покојниот премиер Бюлент Еджевит и тоа беа измени, да речеме, ако тие што се сеќаваат, измените беа поздравени пред се од Европската унија, значи стеснување на власта и правото на војската да се меша во цивилните работи. И тоа беше една клучна точка со која можеме да кажеме дека турската армија, која ја диктираше натрешната политика во Турција, едноставно од тој момент беше практично ставена во касарни. Но турската војска никогаш не смеа да се подценува, таа е моćна, таа е јака, без оглед на тоа што и се стеснети маневарските способности. Останува да се види како понатаму работите ќе се развиваат, но да почекаме што ќе каже референдумот. Да видиме што ќе каже народот во недела. И сме ти благодарам за оваа анализа. Се разбира, денови веќе имаме можност повторно да ги прокоментираме и проанализираме актуелните случувања. Ти благодарам многу.